Гранд при наградата за представата Момчето со пругасти пижами. Со ова заврши 61-то издание на драмскиот аматерски фестивал во Кучани. Кочанчани, но и останатите граѓани имаа можност да уживаат во низа театарски представи кои беа изведени на сцената во Домот за култура Бени Мугри. Председателот на комисијата е задоволен од текот на фестивалот. Вели дека кочанската публика знае да препознаат добра представа, со што и наградите завршиле во вистински раце. Мислам дека направивме многу убав фестивал и по публиката се виде дека наградите отида во вистинските раце. Од секогаш кочанската публика знаела да оцени и да препознае добра представа и според мене мислам дека од секогаш била и расадник на таленти. Не многу дечки завршиле баш од Кочани и ми е мило што продолжува да работат со оваа работа. Минатото никогаш не и простува на сегашноста. Ова е главната порака на представата Момчето со пругасти пижами која ја доби гранд при наградата. Режисерот Владимир Јовановски задоволен од кочанската публика и одржувањето на ДАФ, па честа да се настапи е повеќе од голема, вели тој. Од 1997 година доаѓам на ДАФ. Сум еден од староседелците на ДАФ. Летечката театарска трупа со своите 17 години постоење е исто така редовен учесник на ДАФ и со денешните награди Гран При и најдобра режија ние го заокружуваме нашето патешествие и го достигнуваме врвот и потврдата на нашата работа. Она што сакам да ми ја пренесам на публиката, на идните, сегашните театарџи, на луѓето кои работат на фестивалот е следно. Театарот има за улога да ги смири вознемирените и да ги вознемири смирените. Театарот е дел уметноста, а уметноста е столб на нацијата. Без уметност нема нација, а без театар нема уметност. Поздрав до сите учесници, како и честитки до добитниците на наградите упати и градоначалникот Љупчо Папазов. На овогодинешното издание на ДАФ се прикажа 16 представи од Македонија и Србија, но ниту една од Кочани.